Добро вечер. Прво издание на вестите од културата во новата година. Ова се настаните што ја одбележаа оваа скратена работна недела. Традиционалниот вевчански карневал годинава ќе се одржи од 12 до 14 јануари. Настанот кој се случува само еднаш во годината и кој го слави доаѓањето на новата година според стариот календар е спој меѓу паганскиот и современиот начин на прослава. Карневалот по своите специфични особини се одвојува од останатите во светот поради неговата архаичност, традиционалност, таинственост и уникатни маски. Се е подготвено за овогодинишниот вевчански карневал, настан кој се одржува во чест на доаѓањето на новата година според стариот календар и кој според своите специфични особини се одвојува од останатите карневали во светот поради уникатноста, архаичноста, традиционалноста и оригиналните маски. Ево сме на прагот на уште една вачличарска година. Вевчани, знаете, 13 и 14 јануари секоја година го организира Вевчанскиот карневал, кој е значаен не само за вевчани, туку и за Република Македонија, односно и за Европа, па може да се рече и за целиот свет по својата специфика, начинот на изведба, како што рече Антонио, на оние традиционални маски што се секојаш присутни во вевчани. Знаете, традиционалните маски ни се Зетот и невестата, Глупиот август. Меѓутоа, секоја година има и нови маски. Значи, карневалот е слика и прилика на она што се случувало во општествено-политичкиот живот претходната година, што значи ќе го видите се она што на некој начин каков бил општествено-политичкиот живот во Република Македонија, па и во Европа, ако сакате, ќе ги видите настаните на еден специфичен начин што се случили и во Македонија, и кај соседите, и во Европа. Вевчанскиот карневал кој традиционално се одржува на 13 и 14 јануари. И оваа година ќе им овозможи несекојдневно уживање и забава на многобројните домашни и странски посетители. Музичката програма ќе започне на 12 јануари со настап на миленикот на младата публика Пајак, групата Ареа, а гости во музичкиот дел ќе бидат и легендарниот бенд Забрането пушење. На 13 јануари, по карневалските поворки, ќе настапат групата Љубојна, Наум Петревски, оркестарот со Зурли и Тапани Вевчани, Перо Бели и Коки Биоритам. Вевчанскиот карневал со своето 1000-годишно постоење е повеќе од традиција и еден од најавтентичните символи на нашето културно наследство, кој покрај предизвиците кои ги има и недостигот на континуирана поддршка во изминативе години, обстојува како символ на нашата култура и традиција. Во годината кога Македонската филхармонија одбележа 80 години од своето основање, познатата македонска виолинистка Пламенка Трајковска, како член на оркестарот на оваа престижна музичка институција, исто така одбележува значаен јубилеј – 3 децении. 30 години дел од камерниот оркестар, Трајковска ќе го одбележи со повеќе проекти како подарок за нејзината верна публика. 2025 година повторно ќе биде во знакот на еден голем јубилеј, а тоа е 30 години успешна работа со малите камерни состави, така што веќе ќе започнеме со промоција на еден нов албум, кој што е веќе сниман во декември месец. Тоа се композициите од концертот Балканско патување, каде што ги снимавме со Гудачкиот квартет, и сега практично можеби една по една композиција ќе ги промовираме како синглови. Имаме посебен план за тоа како да ги донесеме до македонската па и до светската публика. Понатаму, во секој случај ќе креираме уште барем 2 кросовера. Едниот ќе биде на тема класична музика, а другиот ќе биде на македонска фолклорна тема. Така што верувам дека 2025 година секако ќе биде многу интересна, многу динамична за малите камерни состави, повторно во светлината на 30 години моја успешна работа со малите камерни состави. Во рамки на јануарската програма, Кинотеката на Македонија подготви специјална програма за најмладите – Кино утро.
Оваа иницијатива нуди незаборавно филмско доживување за децата и младите, исполнето со авантури, смеа и инспиративни приказни преку внимателно избрани анимирани и детски филмови. Во рамки на програмата на Кино утро ќе бидат прикажани следните остварувања: Јон Вардар против галаксијата, Мечето Падингтон, Божикната магија на животните, Кариран Нинџа 2, Дедо Мраз суперхерој и Со ништата на еден робот. Кино утро има за цел да ги доближи најмладите до филмската уметност и да го разбуди нивниот интерес за киното како посебно доживување. Овие проекции не се само забава, тие се и можност за учење, развој на фантазијата и градење на емоционалната интелигенција, велат од Кинотеката на Македонија. И тука го завршуваме ова саботно издание на Вестите од културата. Нови содржини ви најавувам за утре во истиот термин. Ви благодарам на вниманието.